Може? Добро, сакам да ја информирам јавноста за случувањата во текот на денешниот ден. По добиена информација дека имаме нов пожар на нова локација од локацијата на која што вчера имавме интервенција во текот на вчерашниот ден избувна пожар. Станува збор за една локација која исто така непристапна, отежната со силен ветер. Успеавме во координација со територијалната противпожарна единица, Дирекција за заштита и спасување, Центар за управување со кризи, околните територијални противпожарни единици, доброволните друштва, веднаш да се настапи и излезе на терен со конкретни активности, имајќи во предвид дека имавме загрозени имоти на неколку викендици, но и човечки животи. Моментално се наоѓаме во клиничката болница Штип, разговаравме и го посетивме еден од повредените, кој ни посведочи дека пожарот настанал во растојание од 1 километар од вчерашниот пожар, што има големи индиции дека или е подметнат или е настанат од некоја друга околност. Нема практично поврзаност едниот вчерашниот пожар со денешниот. Во непосредна близина на викенд куќи е настанат денешниот пожар, што навистина представуваше на голема опасност по животот на тамошните жители и имотот на викендиците. Благодарение на брзата интервенција, брзата координација, делувањето на Дирекција за заштита и спасување од воздух, успеавме да го локализираме и да го ставиме под контрола пожарот за да не представува понатамошна опасност. На повредениот му посакувам брзо заздравување и посакувам ова да не се повторува, затоа што навистина во едни вакви жешки денови тешко се справуваме со овој предизвик. Територијалната противпожарна единица и сите доброволци заслужуваат секаква почит и поздрав и навистина апелирам до сите наши сограѓани одговорно да се однесуваат, затоа што ни следува сезона на пожари и сите треба да бидеме одговорни во местото каде што живееме. Од она која што го добив како информација, има оштетени викендици и нормално нискостеблеста шума и оној потек кој што е опожарен. Верувам дека по локализацијата и поставањето под контрола на самиот пожар, дека овде ќе се завршат и активностите на сите вклучени во самите дневни активности. За интервенциите и координацијата од воздух и за сите други детали, сакам да се заблагодарам на Стојанче Ангелов, кој и во текот на вчерашниот ден и денес помогна во тој дел, затоа што навистина во едни вакви алармантни состојби ни е потребна координација и поддршка од сите други територијални противпожарни единици. Еве ја користам оваа прилика да се заблагодарам на сите кои што се вклучија, доброволци и територијални противпожарни единици од околните градови. Градоначалник, само имате ли првична информација колку викенд куќи да се зафатени со овој пожар? Односно беа зафатени? Како што напоменав, имајќи во предвид дека опожарувањето е во непосредна близина на десетина викенд куќи, од она кое што го имаме како информација, нанесено е штета на 3 викенд куќи и едно лице е повредено, практично собственик на една од викенд куќите. Во стабилна здравствена состојба е лицето, имав можност да поразговарам со него, така да се надевам дека ова нема да ни се повтори. Може. Пожарот кој што избувна вчера, кој што вчера во ноќните часови беше изгаснат, е различен од оној пожар кој што денес се појави во негова непосредна близина. Според сведоци, двајца сведоци, еден од сведоците и повреденото лице, пожарот избил во близина на неговата викендица, нагло се проширил со силен оган. Теренот е стрмен, лош, има многу сува висока трева, вегетација, грмушки, трање, тежок за движење. Ветрот кој што овде постојано дува дополнително ја влошуваше ситуацијата, но благодарение на одличниот менеджмент на градоначалникот на Штип во текот на вчерашниот и денешниот ден, пожарот со оглед на неговата динамика, јачина, беше релативно брзо изгаснат
Во денешниот разговор градоначалникот итно повара од мене да се впуштат летела на дирекцијата за заштита и спасување еден ер трактор веднаш полета и беше еден од оние кои што помогнаа, но сепак пожарникарите кои што на земја пожртвувано и храбро се бореа, го има клучниот момент за успех да се изгасне овој пожар. Можам да ви информирам дека денес се вратени и другите два ер трактори од сервис, така што во овој момент имаме 3 оперативни ер трактори, 4 пилоти и ние сме подготвени за сезоната на пожари. Апелирам до граѓаните, но и до пожарникарите да не се шири непотребна паника. Сите пожари кога се гледат од блиску изгледат страшно и да, тие се страшни, но наша задача е да ги гасиме, а не да шириме паника. Паниката може да предизвика дополнителна несреќа или дополнителна штета. Благодарност до градоначалникот кој што и вчера и денес несебично беше на терен и даде се од него, постапи токму така како што треба, како од учебник, покрај локалната територијална противпожарна единица побара помош од суседните противпожарни единици кои што помогнаа. Мислам дека на лице место и вчера и денес беше и доброволното друштво од Кочани, но и доброволно друштво од Штип, до кој што упатувам посебна благодарност и како директор на дирекцијата на нив сметам ова лето максимално, односно ќе направиме напори истите да бидат максимално потребени. На терен надлетуваше трактор, колку пати интервенираше или воопшто? 3 пати исфрли вода и потоа пожарникарите побараа да прекине судејство, бидејќи пожарот беше веќе изгаснат. Постои опасност, се разбира, од потенцијално ново реактивирање, но како што ми информира градоначалникот, на лице место ќе остават дежурни екипи кои што ќе внимават да не дојде до ново палење. Сува трева, висока трева, грмушки, ветер. Рецепт за брзо ширење на пожар доколку дојде. Апел до граѓаните да бидат многу внимателни. Еден апел кој што минатата година можеби од дел граѓаните не беше сватен најсериозно. Сите оние кои што имат викендици на вакви места, колку и да се блиску до градовите, апелирам до нив нека ги чистат во ровите од вегетација, барем околу викендиците, нека остават неколку метри чист земјен појас преку кој што огнот не може да дојде. Земјата не гори, но ако имаме трева до влезната врата, тогаш очекувано при појава на пожар вратата да биде зафатена, гредите на викендицата или други дрвени елементи на самата викенд куќа. Со оглед на тоа дека човечкиот фактор е главен причинител за пожарите, размислувате ли повеќе дронови, повеќе следење превентивно на состојбите и да се вратат потенцијалните пиромани? Па не знам колку дронови ќе ни помогнат во оваа намена, но ние имаме дронови, би рекол и повеќе што ни требат. Имаме специјални дронови со термални камери, но некако луѓето пренагласено очекува дека дроновите се некакво спасоносно решение. Користиме други начини за дознавање на пожарите. Впрочем, ние секогаш брзо дознаваме за пожарите, но овој пожар започна на терен кој што е многу тежок за движење. И еден куриозитет, барем за вас кои што сте од Штип, овој пожар е на местото каде што јас израснав, односно над куќата каде што израснав или каде што живеев и многу добро го познавам теренот. Навистина е многу тежок за движење. Сепак граѓаните се тие кои што можат најбрзо да ни јават, затоа што треба и илјадници дронови, илјадници камери и некој да гледа во нив за да ние детектираме благовремено пожар. Благодарам. Да, може.